Оваа соба во студентскиот дом Пелагонија со години единствено живеалиште на Маријан и Јулијана Томовски и нивниот син Бошко од тетовското село Лешок. Доколку до понеделник не ја напуштат просторијата, управата на Пелагонија им испратила известување дека ќе мора со полиција да ги иселат, бидејќи се избришани од списокот на внатрешно раселени лица. Иако во конфликтната 2001 семејството Томовски се засолниле во домот како внатрешно раселени лица и добиле ветување за социјална заштита од државата, цела деценија подоцна тие немаат добиено ниту денар социјална помош, ниту решение за стамбеното прашање во родното село. Двајцата родители не можат да најдат вработување бидејќи државата ги смета како уште вработени во сопствениот маркет во селото Лешо, кој според документите на семејството е одјавен уште во 2006 година. Сите трошоци ги подмируваше Меѓународен комитет на Црвен крст, а овие нашите ајдуци им требаа пари во касата и така, смејќи вика ќе ви избришеме, и требаат пари, така си правиа бизнис. Практично 2003 година вие сте без никакви права по основна раселени лица. Не сте евидентирани во списокот. Да, не избриша едноставно, нити не известија, нити ни дадоа нити критериум некој, нити образложение, нити ништо, едноставно не избриша. Па потоа пробаа нешто да сте раселени, ама не сте, вие сте раселени, ама немате статус, не знам да го објаснат тоа зборот статус. Едноставно се работеше зинет, вика ова ќе биде начин да ве истераме. Ќе видите, не ќе видите, без јадење, без ништо, ќе мора да се вратите. Значи тоа беше едно присилно иселување од сами да напуштиме. Има ли вашето семејство каде да се врати? Па имот има, имотот стои, меѓутоа имотот не е употреблив. Значи има штети кои уште државата не сака да ги санира, да ги водиме судски спор. Трае тој веќе 10-11 година. Судот исто постапува по налог на извршната власт. Штетите се од конфликтната 2001? Да, од 2001 година. Побаравте официјално помош, обештетување од државата? Ние пробувавме една година, 2-3, ќе биде, денеска утре и поведовме судски спор во 2004 година. Против државата? Против Република Македонија, да. Така да процесот уште се води, променети се 9 суди, едноставно се бега од решавање и тие се под притисок. Државата нема пари, не сака да даде пари. Наместо обештетување во 2006 година и ние избриша фирмата од регистар, за да, така вика, умрела фирмата, немате основ да барате оштета за тоа. Меѓутоа денеска уште се водиме како вработени и не знаеме сега дали сме вработени, дали сме невработени. Социјална помош бараме 10-та година, од 2005 година, барем ако не друго по тој основ. Таму не ни дава ништо, вика сте вработени, фирмата е избришена и сега не знаеме дали сме вработени, дали сме невработени, дали сме социјалци или не сме социјалци, дали сме раселени или не сме, дали сме емигранти, азиланти, што сме, никој не сака да не одговори во оваа држава. Пред малку споменавте дека добивате и помени да се иселите во најбрз можен рок. Да, ви сега добивме пред некој ден дека ќе ни иселат принудно со полициска асистенција. И не знам, нема што да се каже дека тоа е. Нема зборови за овие глупости. Ова е. Не ми ги чекаме, еве нека дојдат, нека повелат, нека земат судски налог. И насилно ако треба, ќе си бараме начин. Ние доста преживеавме, еднаш ни стера од дома, сега од овде. Кога не протера еднаш, не протера некои други луѓе, сега државата не барка. Што не барка од овде, без ништо да ни створи услови, без ништо да ни понуди, без ништо да ни реши, уште добиваме закана со полиција. Значи, ова е више отворен прогон од државата, друго нема што да се каже. Водиме спор пред судот во Страсбург. Страсбург веќе оцени повреда на човекови права. Владата се произјаснува по нив, се произјасни со лаги и глупости. Кажува дека ни се створени услови и материјални и социјални, што не е точно. Значи, тој суд веројатно ќе ги цени доказите што ние ги даваме таму. Па ќе видиме.
Ќе видиме до каде ќе оди, одека системот наш, правниот систем не функционира, не работи. Се надеваме на некој друг, дека ќе ги реши. Ние се уште сме граѓани на оваа држава, веројатно ние така се сеќаме, некој нас не третира. Па ќе се сретнеме еден убав ден. Ова семејство со години товари харти во кои се констатира дека се во лоша економска состојба и им е потребна социјална заштита. Синот Бошко, кој е повеќекратен првак во категорија пливање, додека чека од државата детски додаток, за неколку месеци веќе ќе стане полнолетен. Тој и неговите родители покренале 4 тужби во Страсбург. Ја тужат сопствената држава бидејќи не го обештетила нивниот дом, бидејќи неосновано ги избришала од списокот на раселени лица и затоа што им оневозможила право на социјална помош и детски додаток. Семејството смета дека од раселени лица неосновано станале непријатели на државата. Човек ќе се доведе у ситуација на овие години да кубури за парче леп. Ако муж ми заработа денеска едно парче леп е добро, ако не заработа ќе седимо гладни. Се трудим детето да све тоа многу малку го забележи, многу малку го осети, меѓутоа тоа не е можно. Последиците и детето ги осеќа. Теророт, траумата што се врши од институциите у државата, додека беше помал не можеше да ги разбере, сега више ги разбира. Што значи, не знам како ја тоа моje дете треба да го научим, да ga цени или да ga сака државата или да се бори за државата. И покрај све тие тешкотии што ни се на глава, детето моje уште чувствува нешто за својата држава, затоа што он е репрезентативец на државата негова и ја представува државата негова спортот со кој се бави 10 години. Ако истата оваа држава денеска му вика дека ќе биде присилно иселен со полиција од местото кое нити сме го провалиле, нити насилно сме го узурпирале. Нас државата не смести овде и државата ни рече да не се секираме, дека таа ќе ги на начин на кој може ќе ги среди нашите проблеми. Меѓутоа истата таја сега сака детето насилно да го протера, семејството да го протера, а ако не протера, Бога ми, ако не еднаш што кажам, сопругот еднаш не протера, тоа во ред, затоа што луѓето се борија за права, правата се ги добија. Ние ни криви ни дужни излеговме колатерална штета тогаш, меѓутоа денес ако некој не протера, а тоа е државата, ние не сме колатерална штета на државата. И не знам, Бога ми, каде би заминале. Ако не протера државата, значи не протерува од државата. Тогаш ние ќе бидеме принудени сите тројца да ја напуштиме државата. Барам лично, не од институциите, зашто ја од институциите 15 години барам известувања, барам состаноци, барам нешто да се најде излаз некаков од оваа состојба. Сега барам лично од Никола Груевски. Затоа што мене Никола Груевски ми рече да гласам за него. Еве и сега го повикувам јавно. Пред да дојде полиција, и ако дојде полиција да ме исели од тука, му кажувам јавно дека ја немам кај да одим. Ако и должим нешто на државата, да ми каже што и должим. Државата што ми го должи мене тоа, сакам да ми го даде, затоа што тоа е мое. Ако господинот Никола Груевски, премиерот мој и на Македонија моја, нема време да седне со мене 5 минути, тогаш жал ми е. Меѓутоа ја од тој момент веќе нема да ја сакам мојата држава и за оваа држава нема ни на сон да сонувам. Од Министерството за труд и социјала се уште стојат на ставот дека семејството има регистрирана фирма. Според нив, во 2003 година било проценето дека во домот во Лешок има услови за живот, според критериуми кои биле дефинирани согласно стратегијата и периодот на Меѓународната донаторска агенција. Тие велат дека странките можат да се обратат во надлежниот центар за социјални работи, каде можат да го остварат правото за социјална заштита. Но сликата на терен покажува дека семејната куќа е во лоша состојба, а семејството нема пари само да ја реконструира. Апелите до Центарот за социјални работи завршуваат со игнорирање. Немајќи излез, семејството се упатило и лично до премиерот.
Наместо помош, тие добили охрабрување од Никола Груевски уште пред 10 години со лично уверување дека државата нема да ги заборави. Од тогаш до ден денеска од Груевски остана тој само тоа писмо и честитките кои малиот Бошко ги добивал за нова година лично од премиерот. Маријан и Јулијана Томовски порачуваат дека доколку до понеделник ги избркаат од студентскиот дом Пелагонија, тие немаат каде да се вратат, а единствена опција им е уште еднаш да се иселат, но овој пат од границите на татковината.